Здраво и добродојдовте на уште една епизода на Байкерот и Кросфитерот подкаст во партнерство со FitGuru. Ако се имате решено да преземете нешто со здравјето и здравиот начин на живот, но разбирливо помеѓу секојдневни работни обврски, тренинг, кај да се купи, што да се купи, а и реално немање толку многу избор за здрави оброци, FitGuru е тука да ви помогне. На нивниот вебсайт fitguru.mk има најразни понуди, неделни месечни пакети за различни менија и знаете дека не грешите. Ако се решите, на сајтот имаме код BIC10 за 10% попус, очигледно. Голема благодарност и до другите наши пријатели спонзори, Best Way Solutions, CrossFit Скопје, гледачите секако, секогаш ќе ви се заблагодаруваме на вас. Многу ве почитуваме и не радувате кога не гледате и ни пишувате. Пишувајте ни се повеќе, ја го читам секој коментар, пробувам да го или лајкнам или одговорам или што и да е, стварно ви тврдам, не бегаме од интеракција. Прашања, било што идеи, теми, пишете по социјални медиуми. Критики, сугестии, слободно, што на YouTube, што по Инстаграми, кај што не следите, без проблем, ние имаме само благодарност за тоа кон вас. Денешната епизода, кој што е очигледно, е една од оние кај што сме само ја и Жаре, и за оваа си одбравме навидум две различни теми, ама кој што ќе видите, кој што ќе стане очигледно, толку се испреплетени некако и една со друга денес, а и испреплетени со еден куп други теми што сме ги поминале до сега. Имено мојата ќе биде повеќе за мотивација, некаков како поднаслов за како се мотивирам, како се мотивираме. А Жаре, ти што си одбра? Ја за mental toughness, ама како тоа да го преведеме? Mental toughness. Ментална упорност, ментална јачина, силина, упорност. Сила, mental toughness, tough. Што кој некој tough човек? Кој збор го барам? Да. Еве една прилика кај што може вие гледачите ќе помогнете. Пишете предлози. А ние mental toughness до тогаш ќе. Ние инаку свесни сме колку многу англицизми користиме и немаме многу ни опции, стварно ви кажам искрено, не го ни мислиме толку многу, се трудиме, ама едноставно за некои ствари да, може би постои некаков буквален превод, ама стварно, не знам тева, мене многу често ми зборат луѓе, као многу англицизми користите, ама стварно немаме што да правиме. Вистински се трудиме да ги преведеме, ама нека што така сме го научиле. Да, па изгледа за тоа. Ние одучиме од странски извори. Така што еве, слободно пишете ни у коментар било каде како да го преведеме mental toughness. Тоа е на Жаре темата мојата денес. Тема, да, испреплетена со твојата. Мојата е за мотивација. Take it away. Почнеме. Прво што ќе кажам е дека се што знам јас е научено од други и некако спроведено низ моето лично искуство. На тема мотивација сум свежо мотивиран да зборам од еден друг подкаст, многу познат, на Ендрю Хюберман. Тоа е Стенфорд професор по неуро нешто. Со хормони и мозоци и слично. Да, и е премногу упатен човекот и има еден од популарните подкасти кои што се прилично технички. Значи како да сте му на предавање. И баш една од последните епизоди беше на тема мотивација, ама Хюберман си навлезе на велико у хемии, у допамини, у неурохемија, у биохемија, вакви патеки, онакви патеки, така што, ако ептен ве интересира позадината на ова, тоа ви е една прв чекор.
подкастот на Huberman Lab. Од таму јас ептен ќе пробам да скратам и упростам како И по преведеш. последна верзија на моето разбирање уште неколку аспекти што до сега некако не знаејќи, не сакајќи, интуитивно сме си ги применувале, сега Хюберман ми ги Доказ. дообјасни малце по сувопарно со наука. И да почнеме дека мотивација, односно тој нагон и импулс што ние го соодвестуваме со чувството мотивација. Тоа нешто што не тера да правиме нешто е уствари целосно контролирано, ја изгледа од одмак греша правам, не е целосно. Голем дел контролирано од допамин. Толку популарен збор у последно време, не знам дали има, за колку се не ствари не е одговорен допамин, ама меѓу другото и мотивација. Клучен хормон. И ти не знам, ти ми спомна, не го пратиш баш, ама од други ствари сигурно читаш. За допамини, за тралала. Сегде ги зборат више тие не Прати му ја... не е негово Да, истражување. не е него. Да, да. И да напоменам, не се ова на Хюберман истражувања, туку он е научник кој што Учел од тие, соработува да. со други научници и само интерпретира Така, го различни информирале он. истражувања. Они го научили. Ама пази му ја, не знам ти од други ствари, од други места дали оваа аналогија ја имаш прочитано, за како да си направиме разбирање за допаминот и начините на кои што функционира. Ајде. Ако го разбереме допаминот како еден базен, wave pool, базен со Со бранови, брана. сигурно сте биле У Турска Вие- на одмор код деца. негде кај што има Аквапарк. базени што прави бранови. Кога е во мирување, да речеме, базенот е полн до одредено ниво. И тоа е baseline level на допамин. Тоа е твојот резервоар. Аха. Арно, ама тоа е резервоарот на молекулата допамин кај тебе. Е сега, како вариациите на брановите во тој базен го возат чувството на мотивираност или немотивираност. И што викаат истражувањата? Еве кај прво ќе се надоврземе со лошите и добрите навики. Два спротивни примери за како да ја објасниме сликава. Желба за јадење сендвич од седмица и желба за истрачување маратон. Добро. Добра, лоша навика. И еве сега и со плаќањето ќе виш како ќе ти стане јасно. Вика, идејата дека сакаш да јадеш сендвич од седмица ќе направи мал пик, мало врвче на ослободен допамин како проток низ телото. И кај Самата желба, самата идеја, посакувањето. самата идејата, Аха. сликата за сендвичот од седмица Фала што ми ја стави се. ќе направи мало миниатурно врвче на значи Спајк. како го излачува и сега секаде кај што имаме рецептори за допамини, ќе го регистрираат покаченото ниво на допамин низ крвотокот и тоа е малото бранче. Веднаш по него, како и после секој бран, има мала долина, мало дно. Тоа дно, тоа паѓање под бейслайнот е тоа што ќе те натера и ќе ти го даде нагонот да сега го бркаш сендвичот. Затоа што си под нормалата. Ти фали нешто. Сендвичот ќе го исполни. И сендвичот ќе го исполни. Да. И тоа е најпростата слика за еден од механизмите на допаминот и како што е уствари мотивација, што е импулсот што ќе те стане да направиш нешто. Сега како ќе дојдеш до сендвичот?
пред да преминеме Ќе се таму. јавиш на себе. Така, многу лесно и многу брзо. Таа лошата навика. Сега ја сакам, ја плаќам, ја добивам бам-бум. Награда. Што прави тоа? Во искачаш, се јавуваш, кај да е седмица, брзо, лесно, без многу труд, ќе ја добиеш таа награда и моментот на задоволувањето, на желбата. Значи, тука има и процес на идеја и награда и колку твојата награда соодветствува со идејата, дали е птен 100% си ја исполнил. Желбата ми беше сендвичот седмица и го јадам и добаре. Оти може и гаден да е. Да. Тоаш у дупка ќе паднеш. Не супер е. Кај се зајбавше гаден испадна. Сега нов пик на допамин и тоа е чувството на убаво. Добро, се задоволив. После 15 Си го минути. јадев сендвичот и како и што рековме, после тој пик уште подлабоко дно ќе следи. Хјуберман вика, запазете го факторот на колку брзо се исполнува врвот. Значи не е само колку е висок врвот на допаминот, туку и колку брзо се има стигнато. Затоа што додека се стига, други процеси учат и памтат како се стигнал. Аха. И тоа е навика. Тоа е сега Алгоритм. колку брзо тоа ќе се претвори у навика. И ако неколку пати ова се повтори, ќе си се научи тоа. Кај што ќе си се научи, Си ја храни дупката. и телото ќе си окей, овој брз начин ми го стекнува тоа е тоа. Ете го едниот пример. Другиот пример е кога идејата за успешно завршен маратон е нешто што знаеш дека следи после многу долго време. Да. Што значи ти ќе имаш мало покачување на допамин кој што ќе следи со дно под бейслайнот и тоа првобитниот нагон ќе те мотивира да правиш некој тренинг, ама целта ќе се исполни за 6 месеца. Што значи целите тие 6 месеца ќе трае процес на учење. У меѓувреме милион други случки ќе возат оваа синусоидна бранова линија на допамин горе-доле, ама телото ќе си запамти дека имам една идеја за маратон и после 6 месеци кога ќе ја исполнам таа идеја, Ќе видиме. и таа лекција ќе ја научи телото. Чекај. И тоа не е брзо достигнување на пикот. Тоа е долга, рамномерна линија во угорница Сигурно повеќе трае, помал и дамп. поспоро се спушта Ете, после тоа. Да, не толку наглост. Сега, тоа е некоја, не би навлегол поишоти, епизодата на Хјуберман беше 2,5 сата. Значи, ја го сумирав во 5-6 минути, рачунете дека ова е од 2,5 сата, плюс што секоја втора епизода за допамин збори Хјуберман, ама има ја таа слика. Базен со бранови и колку лесно можеш да станеш зависен и брзо да влезеш во негативен луп на исполнување и бркање на тие криви, на тие пикови, на тие врвчиња. И чисто за споредба, високо зависнички дроги, не знам, 100-кратно, 1000-кратно ги зголемуваат висините на врвовите и времето до постигнувањето на врвот. И тоа ништо друго у реалноста не ти го постигнува. Затоа И дупката после до толку поголема за желбата да го вратиш врвот да е толку силна. И тоа е веќе зависничко однесување. Значи тоа е веќе зависник. И не важи само за кокаин. Важи и за шеќер, важи и за седмица, важи и за се за кое што и ова е денешната прва порака до гледачите. Бидете свесни за себе, пратете се низ секојдневието, кога имате импулс и нагон за нешто,
колку лесно или тешко можеш да одолееш. Што полесно можеш да одолееш на нагонот, толку си во урамномерна брановита состојба на допаминот. Ако ти толку многу не можеш да издржиш да лапнеш чоколадо, Поголем проблем. ти имаш ти покажуваш симптоми на зависност, затоа што толку ти е нерамномерна кривата на допамини, што не можеш да одолееш. Со шеќерот исто се случува. Исто и со шеќер. Истата е со инсулинот. Скрос. Ти се кад Тоа ти се спуштил шеќерот, благо. Ту си повлекува после еден куп ствари. Енергијата што ја троши тело да го спушти шеќерот е таа. Да. Така да познат ми е тој концепт ради инсулинот со шеќерот. Да. Он али тоа тоа е после тоа. одговара на тоа. Кристално Битно, ја не знаев дека покрај многуте други функции на допамин, како чувство на среќа, позитива, ово оно, дека уствари моментите на допамин под бейслайн се тие што те стануваат да правиш. Не пикот, не убавото чувство, убавото чувство е наградата. Убаво ти е, јако Да, ти е. тука е Си уживањето. се качил до водно и си поседиш малце. Ама На кога си крстот. седиш дома и бараш да се мотивираш, треба да постои идеја, некаква слика, визија, можеби и сеќавање од некое претходно високо убаво чувство на допамин, за да предизвика и ова мене многу ми помага што го знам, дека треба да дојде Дамп. дното треба да дојде удолницата, што ќе те стане да го гониш сега тоа. И знаејќи го тоа, сега сум многу повнимателен што посакувам, што ми е репер, сваќаш не седмица, него lean steak. Така. Не знам кој знае каква интересен филм или Инстаграм рил или не знам што, не. Кога ќе замислиш желбата да е благо покачување на допаминчето, за благо да падне и тоа доволно благо мањка да те крене и да го гониш тоа што ти ја иницирало идејата. Што е константно, нема некој многу голем. Ова ја денес го знам. Арно, ама на тема како се мотивираме, кој што знаеш ти, јас сум 32 години у спорт, ја не се мотивирав вака низ годините. Јас си ја мотивирано на сите можни... Кој се има вака мотивирано, не Кој знаем. ден, никој, ја и сега знаејќи ова нема вака Нема се така мотивирам, се само е некој... Што ќе си кажеш, малце ќе ми... Мене убаво ми дојде, дури ја слушав... Ти се и- потврдуваат работи. Да, ми се одговараат некои прашања од порано. И си задоволен што И баш од претходната Ти се свиѓа епизода, кога одговорот. зборевме со Зорица, за тој момент на даун, ете го одговорот. да. Ете го одговорот. Така. Толку висок пик, ако јас само сум знаел дека постои природен даун после Да, тоа. ти кажа самото знаење И ме не прави да само се тоа, осеќам него тој даун е тоа што ќе ти даде нов импулс и нов нагон за наредни кој ќе се авантури. испразни Да чашата. сум го знаел тоа, помирно ќе сум си чекал потрпеливо низ тие Да периоди. ви кажете го томе ќе се фрла Да, период. да. Така што, како и за многу други ствари, самото знаење за некои работи веќе помага. Така е. Арно, ама, кога спомнавме како се мотивираме, мене ми доја така еден меморабилија момент и се вратив некои 20 и плюс години. Една од Ова не се ноуци, иначе. Да, ова не се забелешки, ова е едно многу драго за мене тефтерче. Подарок од мојата сестра Лидија, фала ти многу, поздрав и до тебе. Она ми го поклони ова тефтерче, затоа што ме има гледано како по дома, по многу понеубави тетратки, листови, табаци и што све не. Ете. Ама ја едни купишта, која почнував со атлетики, која бев ептен. Една од незнаејки праксите што сум ги правил било водење дневник, ама не таков дневник, него спортски дневник, тренинг дневник. Ама Вежби, јадења. јас забегував и временските услови какви биле,
и Па добро, не. и дневник за што се случило и план за што ќе биде. Значи се ми било цели. да, што и ден и сега ги знаеш, и дури ги зборевме на некоја епизода и вие на CrossFit ја имате таа пракса со чеклистата. Бе да. Па тоа е исто со допаминот. Така, колку многу помаглаш, тие се тие мали пикчиња, штикличка денес. Ама, дека не си прекашалење преако ти. Толку. Ама како гледаш како убаво се одговара аналогијата со базенчето. Значи таа штикличка е тоа здраво пикче што ќе ти направи мало патче, ама ќе те мотивира за тоа да го постигнеш. Да. За пишаното на штиклата, да испазиш, не за сендвичното седмица. Да. Ја не знаејки планови за тренинзи, месечни, неделни и како поминуваат, назад сега ретроактивно ги запишувам. Овој тренинг вака било, овој некои неуспешни, некои успеа. Актот на запишување било оноа reinforce, си ја празнал главата на reinforcing. Цело време уствари јас сум го следел тој механизам на здрави идеи во главата, забележување, враќање нив, трала. Арно, ама после тоа ми го дава сестра ми тефтерчево. Друга алатка што јас ја користев на времето е quotes. И се ми е јасно зошто толку многу привлечни ми биле, толку многу блиску ми резонирале со душата читање на изјави од други луѓе. Во овој случај тоа беше кога бев атлетичар и повеќето од овие се или од атлетичари, или од тренери, атлетски. Тие се пак малите подсетници. Тоа што мене ќе ми генерира идеја што јас ќе сакам да ја гонам е читање на некоја многу убава изјава од некој си. И сега мудра, едноставна, кратка, што пример. Тука е пун тефтер такви. Нема да ги читам сите, ама една морам да прочитам затоа што е во форма на песна и на англиски е, и се извинувам однапред и нема да ја преведувам затоа што ќе ја уништам. И како за лошо, не ми е пишана од кое, може кога сум ја читал не пишало, повеќето ги имам пишано изворот, ама оваа не знам од кое. Практичен пример за што ми се има случувано у глава кога сум го практикувал ова. Ке читам песна. Не е моја, запишана е, прочитана некаде, не знам каде, ова не е на или некој dial-up интернет. Не знам од каде. Ова е многу старо. 2001 цифрен. Да, ова е многу старо, 2000-та, нешто тако, 2001-2002. Why do runners run? I have seen their tortured faces. I have heard their pounding hearts. I have seen their head bowed in the sorrow of defeat. I have seen their hands hoisted in salute to the goddess of victory. I have wondered why do runners run. I have seen long lines running in the park. I have seen them run to the accolades of a thundering crowd. I have seen them run in the solitude of a rain-swept street. I have wondered why do runners run. Is it a burning inside or a thing called pride, the search for inner peace or quest of a golden fleece? I believe the gods decree that some people must run to prove that pain is fun. Таман за предмаратон. Како да не го прочиташ ова на некој што веќе тренира атлетика и да не ти генерира идеја и слика во умот за убав тренинг, за убава трка, за едноставно одговор на прашањето зошто трчаш. Pain is fun. Колку пати имаме кажано дискомфорт. И нормално ова не е таква болка, не советувам да се повредувате луѓе. Да не крчиме нос. Песна читав. Има метафорични, ама
Ама боли бе, боли. Мене, ја не сум знаел тогаш. Мене буквално во денови кога не сум се осеќал дека ми се прави тренинг, не ми помага тоа што сум си запишал, не ми помага што сум си штеклирал. Утепано било времето надвор, може сум бил и претрениран, може и кој знае што, и студии на времето сум студирал, или на школа. Каталјон фактори постојат. Не мора да ги надлагам. Лево, десно. Ама јас сум си знаел дека ако прочитам нешто вакво, и ете сега аналогијата со базенот, ќе ми генерира здрава идеја, која што ќе ми направи паѓање на допаминот под бейслайн, кое што после ме терало да станам Да и да ја направам исполниш. тренинг. Тоа е една од алатките што ја ги имам користено ептен на времето, Не знаеки. не знаејќи. Jump forward, fast forward, многу години. Ќе ја завршам мојот дел од излагањето со дека денес, знаејќи многу од овие работи, и допрва ќе дознаваме уште поише, денес се стремам да уствари и не ми треба мотивација баш на начинот на кој што ја сваќаме. Да не мора да сум ја мотивиран некако специјално за да станам да направам нешто. Не треба клип од Гогинс да гледаш. Не ми треба мотивација од Да те интернет, испуе. да не ми треба не знам какви преамбициозни цели, да не ми треба ништо од тоа. Денес се стремам да воспоставам некаков умерен лайфстайл кој што убаво си ги прати тие бранови на допамин, крачен, спуштен, качен, спуштен, и тоа да е некако дел, некако нормален дел од животот, да, знаеш, да не му second thought, да не му ни дам второ мислење. Стварно така Се е. стремам, не викам дека сум таму, ама се стремам, верувам дека има вредност во тоа да и може ќе резонира со некој што мисли дека мора да е екстра мотивиран за да стане и да направи нешто. Не мора. Знајте ги некои од овие информации, знајте како можете да го регулирате допаминот и дека може и со многу поумерени работи да си го терате. И нешто што не спомнав со аналогијата со базенот. Кога има многу високи бранови, тие знаат да исплеска, Прелеат. да прелеат. Значи го трошите допаминот. Ако базенот е резервоарот на допамин, високи бранови на тој допамин ќе прскаат допамин надвор од базенот, ќе го губите. Губејќи допамин на тој начин, го намалувате нивото на резервоарот во базенот. Сега На залих. на залиха. И сега мора да ги кажеме и неколку од начините како да влијаете на резервоарот на допамин у себе. Back to basics. Number 1. Сон. На број 1 начин, ако се осеќате недоволно мотивирани, procrastinate, Одложување на работите. прокрастинација, Прокрастинација. вајле има некој Одложување на работите, треба да направиш нешто. некој так чувство на мрза, Прост одложување. пример, многу краток. Ти си треба да учиш ко дете, имаш Така. домашна, Така, у 4 ќе седнам, у 4:15, Да. 4:30, у 5 чека да јадам. да. До вечер ќе станам у 6 за да го напишам. така. Ми се спие батале без домашна. Ако се осеќате дека сте во таква некоја фаза на животот, знаете што треба да правите, знаете што е правилно, ама некако тешко да се станете и да се мотивирате, Стартот се одложува цело време. и не ви помагаат овие до сега информации, мали идеи, здрави навики, не ви е доволно, уште не, можно е да уствари ви е прилично истрошен резервоарот на допамин воопшто. И сега може да ви стане и зошто е тоа така. Број 1 начин за регулирање на здраво ниво на допамин, значи одржување на високо ниво на тоа водата у базенот,
е добар сон. И тоа не значи 8 сати. Не е само 8 сати. Квалитет. Квалитетни 8 сати. Може посебна епизода да збориме за квалитет на спиење, ама ја тука ќе затворам. И ќе зборим. Разчитајте се малце што значи квалитетен сон. Број 2 е редовно практикување на смиреност во дел на денот, од типот на не медитација е повеќе пракса на фокус, ама нешто што абстиненција, Значи, ама не рандом. Некоја ќе ви дое премногу. Некоја ќе ви дое кога ќе се фатите 4 сати на телефон поминати, или бинџање 7 епизоди на Netflix, или напукување торта, чоколада и не знам што е, чекај сега маце. Не. Солено, па благо, па солено. Одвојте си. Ако веќе ви е тешко изводливо заради други работи, што некои луѓе и стварно работа 2 смени, 3 смени, има други проблеми од живот, не може квалитетно да спие 8 сати. Ама 10 минути во денот има. Тоа е број 2. 10 минути во денот има секој. И тоа да постои секој ден. Некој ќе ви текне после 4 филма. 10 минути абстиненција од сетила, од сензори. Седни, затвори, йога нидра е една од такви, NSDR е Non-Sleep Deep Restoration, нешто такво, значи како да дремете, ама не дремете. Ако и тоа не ви помага, тогаш сте веќе клинички или во зависнички води влезени, или имате премногу силни нагони кон нездрави навики, или сте во кој знае каква клиничка диагноза на тотално деплишен, тотално немање, или комплетно ви е дисбалансиран целиот тој систем на хормони, тогаш таа абстиненција треба долго време да трае. Значи, збориме сега у последно време го читам актуелен термин допамин фастинг. Значи, постење од допамин. Од одредени типови. Од тие брзите допаминчиња. Од рилчиња, од не. TikTok. Збориме за нема телевизор, нема телефон, освен за телефонски услуги. За ало. За ало. Нема биндж јадење, значи си ги знаете кои се сите овие работи. Ако и нормално да барајте си и друга помош. Ама мене ова само пак ми одговара многу прашања од минато и од други пракси, источни филозофии, религиозни, спиритуални, духовни. Колку често низ историјата се збори на луѓето се проповеда абстиненција. 24 сата, 70 сата, недела, ваков ретрит, онаков ретрит. Значи, да. Тоа мора да постои како редовна пракса во нашите животи, за да постои нешто што редовно си го обновува резерварот на допамин. Нормално е да го трошиме, нормално е да сурфаме бранови, ниски, високи, многу високи, нормално е да доживуваме ниски, плитки или длабоки падови после тоа, нормално е да прска допамин надвор од базенот, ама добро спиење, абстиненција редовна и нормално други здрави ритуали се навики што мора да ги имаме за да го враќаме здравото ниво на допамин. И употребување на здрави навики за креирање на подолготраен допамин. Вежбање, рецимо. Тоа е како може, не знам дали давав доволно конкретни примери за како јас лично се мотивирам. Ама така се мотивирам. Знаејќи на овие ствари, дневници, здрави имаш идеи. Имаш и навика закоравена, што се вика
позитивно за кораб. свесност многу која Да. да ги препознавам тие ствари. На претходната Свесност е епизода све уствари. со Зорица И у што mental спомнавме, јас стварно За свесноста што е анксиозност беше еве, работа. еве јас Awareness. 32 години спорти, сите од овие информации ги знам. Пред 2 недели пак Шамар. ама се случуваат работи, бе, што да правиме, ама дури и мојата, да речеме, релативно здрав баланс на сите овие работи и ненормално редовно пратам на спијање, пратам на тренинг, се мислам, да не се да објаснуваме за тие работи, Самиот се саат фатив како ми се зачестила употребата на телефон, ама за социјалниве апликациички. Ама се Што направиве ти? и викам чекај, и повеќето нови телефони имаат screen time. Одиш во Да ме settings, прашаше некој, да, идеш во settings, ќе најдеш колку време користиш таа апликација или колку време е уклучен 15 минути. екранот или не знам што. Да ме праша некој пред да или еве и самите направете си оваа вежба, пред да добар проверите, тест ово е направи. пред да проверите одговорете на прашање колку време мислиш дека поминуваш. На телефон, па колку засебно на секоја апликација. Ја ќе кажав саат. Исто. 2,5. 2,5 човече. 2,5 сати од Па кои видов не знам 3:40, колку еднаш паника ме фати. на YouTube и на Instagram. Знам дека на YouTube некогаш гледам едукативни материјали, ама на Instagram освен постирање и одговарање коментари, сигурно не трошам саат време на едукативни работи. На Reels. Не се ни осудувам таму да отидам. Значи, Само мојот Бум. фолоу. application settings time limit 30. И да видиш како Ти си ги чуваш. знам дека имам тренинг поминало, си јадел, ај чекај ќе се релаксирам да проверам шо како, провериш коментари, да пуштиме стори, епизодче ово оно, тап Објава тайм лимит најава. отиден. Чека бе кам 5 минути. отишле 30 минути и тогаш брат да видиш ти па јас стварно сум тепал време бе. А јас сум некој што се гордеам што не седам на телефон. Така да 3,5 многу сата. лесно сите сме Чекај, бе. склони за ова. Не Многу. сакаме да звучиме критично, до толку е ова нормално и до толку верувам дека само знаењето за ова и свесноста за ова е веќе огромен чекор за како да се справиме. И сите овие алатки што ги изнабројав, ја така ги применив. Океј, го препознав, се распрашав, видов и сега искористив метода и алатка како да го лимитирам. Ама Чао, имаат пријатно. мерка на мерливост. Многу е лесно. Се што сте мери се подобро. И знаеш што се случи? Колку е сега? Оти секако имам и книга до мене, секако читам и книга, Ето секако слушам и подкасти. Дојде там лимитот, не ми фали мене ништо уживе, леле сега што ќе правам. Да, глупости. Еве ми ја книгата до мене, продолжи со книгата, ајде пушти подкастче Хюберман на Раздигање тренинг, камашина. садрен. Така. Тоа е за, се надевам, бар знаењето на овие информации ќе ви помогне за како да се мотивирате. Абе, тоа е првиот чекор, оние алкохол анонимус, така е AA, Аха. што се откажуваат. Нели 12 step програм, Да, така? 12 да, чекорна програма е најлегендарната. Да. Чекор 1 е awareness, свесност, Да. дека ти имаш проблем. Да. Така да ти со самата оваа свесност дека ти имаш проблем што можеби не си знаел дека го имаш, дремење на А телефон. така сега и кај тебе влагаме. да. За колку е ова тесно поврзано и се е тука некако ум, тело поврзано е нешто што се вика mental toughness. Да, ама не е тоа како што си го замислуваме ние Дейвид Гогинс Mental Toughness трчал на скршени зглобови. Или крв мочал и продолжил и завршил трка. Тоа е physical toughness. Физичка силина и толеранција на болка. Толеранција на болка. Е, тоа. многу убаво. Mental toughness не е Не е толеранција на болка. Да. Тоа е толеранција на болка и толеранција на болка. Значи, Коби, кога го прашале Коби Брајант на интервју, како играш, како си толку ментално јак и играш со повреди, со скршен прст, нели она има едно познато видео
кај што да Ко си го пресече мести? топка и кај што на келјавото бате со него заедно што се пензионира. Аха. Коби го вика, му вика, дој малце му го дава прстот се трга на страна, му го Ау, да. прстот да. обратно му оди, му го прави само и Или blank кога face скина и Ахиловата продолжува. тива. Кога скина И Ахилова кога се се врати тираше. шут на две слободни, Да. ја имам неколку другари што скинале, глупост на Не можеш термин. да стоиш. Вика, сега сваќам Што каква направил Коби? грамада он будала од човек, човеч. Ама и тоа е висока толеранција на болка, викаат како ти сега скршен прст, да му ги видиш ни шо све прошол и играл, нема Повреди. ти се верува. И што вика И Коби? вика, замисли си го вака, вика, лежиш доле ти од дневна, куќа на 2 спрата имаш. Горе жена, деца ти спијат. Пуштил телевизор, си скинал задна ложа. Не можеш да одиш, вика, преврзан си, ногата ти е на табуретка и седиш, одмараш, мируваш. Ти замирисуе на чат, сваќаш пожар аларм се пари, сваќаш дека горе има пожар. А горе жена и деца. Вика, жена и деца, шо ќе правиш, вика, ќе те боли задната ложа? Шпринт нагоре, вика, ги земеш си ту раце, вика, и на таа нога ќе скокаш, вика, само ако треба. Значи, луѓето, вика, за NBA поишо е интерно беше прашањево за овие што паузираат утакмици. Знаеш, Аха. како се викаше тоа, Не знам. менаџираат load management. Добро. Позната реплика во NBA тоа моментално, да века 80 утакмици годишно, load management по 60, оној со плетенките, како се викаше, Кавај Ленард. Добро. Познато е, ако го потпишеш 50 до 60 утакмици во годината и си се чува за плейоф. Стварно? Да, од договорот му стои load Кавај management. Ленард не ги игра Не, 80. никогаш нема, од животот изигра. Вау! Never ever. У Торонто кога освајаат игра 61 нешто. Од 80. Што има утакмици кога не игра? Не игра бе load management. Kawhi Leonard is on load management today, so Вау! на почеток казнуваа тимови, Грег Да. Попович им измислуваше повреди. Го боли рамото. Вау! Како ќе го казнеш, го боли. Тони Паркер не е играл не знам каде, го боли рамото. Да. И шо? Ќе бараш белешка, Да, доктор да, ме да. боли, и шо да правам? И така некои дупки на оѓа. Те И сега- однесов на тангента, да, Да, што ти не е беше ни поетата. важно. И го прашува што мислиш за модерно во NBA откако се пензионираше, за load management и слично. Зошто ти играше демек овакво и како преку повреди, демек може некој фан да купил карта прв пат ме гледа, вика, собрал пари, тоа е тоа. Мене ми се деси тоа. У Јувентус да ги гледам со Милан, Кристијано Роналдо живот, повреден човекот. Со Србија ни помалку ни повеќе претходната утакмица, верате? Се деша јеби, ама сега до толку да он вика треба да ја сакате толку многу, тоа му беше ствари, тоа е поентата на мавето. Толку многу сакам, вика, да сум дел од тимот и спортот и тоа што го правам, и сум обседнат и обземен со тоа, што не осеќам болка. Толеранцијата за болка е поголема. Значи, и се сите викаат mental toughness, е оноа Коби е најментали таф од сите. Не, mental toughness од кај Коби е која ја кина Ахиловата пета и која по секоја цена ги шутира слободните, ги дава слободните. Иако од искуства на луѓе што скинале Ахиловата тива, дека е И практично тоа на невозможно. 35, 6, 34, 30 готово нема. А при крај? При крај. нема враќање од тоа. Се врати па рамото, па се врати ништо, нема. Ама он што вика у тој момент, Он- што е mental toughness? Он не вика што е, него он самите негови постапки и работи што он ги прави, со самото негово реакции на тие работи, како он реагира и ќе се справа со ситуацијата, дава, се покажува колку он ментали таф, уствари ги шутира слободните, иако секој нормални му рекол, ај, на операција, знаеш, магнет, Аха. да потврдим и чао, пријатно на нож. Не се враќа, зашто таа година многу им зависеше за плейоф. И многу клучно им беше утакмица дали ќе ја тепа, Двајт Хауард го потпиша таа година. Беа као фаворити, лошо игра и Коби ги врати сам и скина со Голден Стейт баш овакво. Аха. И нема врска, ги шутира, знам вика, ако победиме оваа, уште двете утакмици до крај на сезона беше нешто така, многу беше пред крај. И 40 и нешто минути игра, и ги критикуваа цело време зашто го играат толку, и се нема врска, ги дава слободни и иде интервјуто после тоа. И кога тој му вика, како после ова назад. И овој, знаеш, крвав у очите му се плаче, не може да издржи човек. Вика, не знам, веројатно, не знам, ќе чекор по чекор, ќе видиме. Прво нека ја снимат, знаеш сега, како е процесот на Тоа е. размислување, тоа е лајв, у моментот е тоа, не лаже, он искрена реакција, он е скршен, зашто тука е и све ти се зима, знаеш дека може дека нема назад, он го брка Джордан 6 да има титули, Да. 5 му, дали Да. ќе ја земе таа 6.
И тој момент наискрената реакција добиваш од него. No bullshit, нема лажење, нема филтер тука. И знаеш, искрено не знае ни он дали ќе се врати. Ама шума И реакција. Рија се spravi, жуп, назад се враќа. Ќе направиме MRI, да потврдиме дека е тоа. Демек дали мислиш дека е скината 1000 тети како после ова, тетива и како после ова. Оу, мен, и прави, знаеш, као не може ни да збори, ќе се расплаче, вика, бе, не знам. И го има интервјуто, гледате го на YouTube после. Лудило, кога ти треба нешто така, стално го гледам. И вика у стил, шо да направи, шо, вика, тоа, MRI, операција, recovery, кој е патот, ќе видиме, не знам, вика, тоа е Чекор по чекор. процесот е тој, разбираш. Прво ќе ме снимаат, има проблем, решение за проблемот прават, сега го третираме проблемот, ќе видиме, не знам. И после она писмо имаше едно многу јако, if you see me fight a bear, pray for the bear. Демек, имаше стило како можам да се вратам, имам 34 години скила факила од тетива, нешто што никој никогаш не се врати листиот. Може би сега сум у болници издрогиран под седативи, бла 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 и размислувам на овој момент и ми е многу тешко и не знам што да правам и слично и ова. Ама и сега он додека го пишува се менува муаветот сам кон себе у самото писмо. Демек не знам ни што да правам, ој гад, 34 години, вака, што ќе биде ако за 11 месеци со и почиња. Ама ќе се вратам у рекордно време, ќе направам нешто никој никогаш не направил, почиња да менја писмо. И на крај вика, ако ме видиш у тепачка со мечка, моли се за мечката. И вика на крајот на денот тоа можеме да пробаме и да си даеме шанса самите на себе. У стил mental toughness е да не е физичка издржливост на болка, него е многу карактеристики на успешни луѓе и се ментали таф, само не се така категоризирани као упорни луѓе, еве ти го Коби, упорен, скинал, сака да се врати, посветени на тоа што го прават, обземени со тој singular фокус кон едно нешто. Тоа ќе кажав ја. Јасна визија. Јасна цел. Едноставен, јасен фокус, знае кај оди, кој е патот и без разлика на надворешните околности што се од страна, надворешни влијанија, оди по патот. Дали врне или вене, Не само јасна цел, него и сила да одолееш на надворешните дистракции, фактори, да. за да го држиш погледот Тоа е уствари целта најголема е, да. Тоа е целта на ментали таф, да си уствари да ги избегнеш надворешните не влијанија, него си искушенија. Искушенија, да. Какви сака, од кој карактер сака, дистракции. Зашто ти кога си фокусиран на оној flow state, на кој начин можеме да ти извадам од него? Преку еден од 5 сетила. Да видиш нешто, да слушнеш, да помирисаш, да осетиш на уста, да те здоболи, да те штипне, и те вади. Да. Марк Зукерберг вика, како да ја објаснам на жена ми, вика кога сум у некој оваквој, дебе едно прашање, што сакаш да јадеш? Не регистрирам. Да, ама после 20 минути му треба на мозокот за да се врати во flow state. И вика, ајде, она нова, влагај, тој собата приспособил империја гради таму. Скроз знам како е. Да, и сега, целиве механизми што сега ние, целта е да си доволно силен за да избегнеш овие глупости, си доволно ментално силен. Ама човекот е создаден да ги детектира дистракциите. Да. Ќе се вратиме пред 2000 години пак како навиките, али види колку и да не беа 2 милиони, 2 милиони 500.000, колку сакаш, не е важно. Некој еволутивен механизам. Во камено време, да, кај што почнал човеков да дејствува на планетава. Тука уствари се почнале да се ствараат тие хормонални реакции што денеска ги осеќаме во денешницава, кај што не е толку опасна и тогаш единствен приоритет на телото е да сочува калории, зашто човекот е како беше на македонски за valuable resource. Не, него calorie preserving machine. Добро. За слонува како се викаше? Да складира калории. Складира, браво, тој збор. Да складира калории. Човекот е машина за складирање на калории. Да. Затоа што порано, како што кажа ти, може 7 дена нема да јадеш и тоа е. И тело, како што е чудесно како што е, се адаптира. И изградило систем, да, ти секоја дистракција, покрај калориите, втора работа е
да преживееш. Да. И сега дистракција у шума пред 2000 години може тигар, што ќе ти изеде или лав или мечка или некој си животно, што и на него му се јаде, ама ти си храната во моментот и сега се активира оној момент на fight or flight. Да. Или ќе се бориш за да преживееш, или ќе избегаш за да се преживееш. И затоа сме као истренирани секојаш дистракциите да ни зимаат внимание. Да. Дека е да животна детектираш. опасност. Тогаш било. Да, тогаш. Денес ако свирне некој на си работиш дома, рецимо, лупам и сега улица имаш покрај станот или канцеларија, не е ни битно, и надоле пеп, некој се расвири на кола, гужва некој у град, толку. Да. Отиде возот. Или на Ти ден избрал. 1000 позитивни коментари, еден негативен Браво. и тој ќе те боде. Тој ќе те боли. Милиарда луѓе ти кажат, преако ова. И еден да каже, колку сте дебилни за такво не е бил. Да. И тој ќе те јаде. Тоа сега овој, зашто 1001 не се позитивни? Ама те јаде. Јас свесно знам дека не треба така. И ти смета. Не за коментар, за било која И таква са нека работа. ментал Не е тафнес за во овој не случај е за ќе social биде media. И реално. знај дека ова е еволутивен механизам, Да, И знај дека ова, држи се до твоето. како што кажа ти, знаењето, самото тоа што знам што е како е, ме прави да ми го олесни проблемот. Ми дава одговори на Свесност. некој начин, Да. свесност. Се number one нешто што е свесноста. Ти мора да си свесен и прво да разграничиме што е mental toughness со physical toughness. Затоа значи тргнав таму. Сега, фокус е тоа што е mental toughness. Не е фитнес. Колку си ти физички фит. Не е колку си способен да истрчаш или кој би играл со скршен прст, вау, колку е ментално јак. Не. Толеранција за болката му е висока затоа што го сака спортот, ментално е јак кога станува во 3 са бајле за да оди у 4 на тренинг. Се враќа дома у 7, јаде, одмара, оди во 11, односно Добро. многу порано у 9, пред тимот 1 саат, тренира со тимот уште 2, останува уште 1, оди дома, се враќа на 3 саат, фитнес работи, иде горе, шутира уште 1000 бацени. Значи, менталната снага негова тука е моментот на што он покрај се, ова е лесно еднаш да го направиш. Преако, го видов, збореше на не знам каде, лудило е, леле, сега кидеме ќе тренираме 3 са бајли и ние, ќе станеш еднаш. Да. Ама Утредната нема 20 сакаш да години стане. кариера. 20 години. Он тоа го има правено до крајот. Да. Тим Гровер, неговиот фитнес тренер што бил долги години од 2008 натака до крајот. Победување ја има неговата книгина бензински кај нас, Winning се вика, прочитете, тоа е тоа. Да. Во главата на еден победник. Дали имал баланс во животот? Не. Ама менталната снага му е да покрај се, како што сме зацртале, така ќе го направим. Ова е многу тесно поврзано со дисциплина, можеби. Не знам. Скоро тоа Дали по е истото, не дефиниција знам, така сакам ми да звучи кажам, мене, да. Сега, чекор број 1 што може да се направи тука е вербата дека можеш да ја изградиш ментална снага, ментална снага, Да, може така да така. кажам. Ментална снага, нема сила. Дека менталната снага се гради. Не се раѓаш Не со е неа. бетон. Да, сега ти си роден и тоа е многу И да ментално си јак, бараш вози, оправдување, точаци, да. Јас не сум таков тип на ја човек. Немам ја ментална снага. Немам ја, слаб сум, ја шо да правам. Таков сум си цел живот. Таков сум, да, најодвратните два збора што може да ги Таков сум си ја. Не, Тоа е, таков не сум. верувајте у тоа. Не. Зашто? Прочитете книгата Mindset, неколку пати сме ја спомнале, Карл Двек, еднаш ја погодивме, вторката е прв пат. Да. Има една многу добра приказна, тоест не е приказна, него е истражување, направиле на деца. Прво, второ, трето деление, не знам. Многу лесен тест им даваат на училница од 30 деца. Го решаваат деца без проблем. На 15 од деца, дека им ги враќаат тестовите, пишува: браво, одличен резултат, многу си паметен или паметна. На другите 15 им пишуваат: браво, многу напорно работеше за да го добиеш резултатов. Секоја чест. Им даваат нови тестови, сега ќе имате нови тестови, значи на деца, значи супер, добро им ги взимате, даваат
малце попредизвикувачки, потешки, да. попредизвикувачки за нивниот левел. Пример за трето оделение деца. И што се случува? 15 деца кај што им е кажано дека се многу паметни, многу брзо се откажуваат. Зошто? Зашто сакаат да го исполнат тој професи, тоа како да го кажам, Пророчанство. тоа дека ти каже некој браво многу си паметен, што се случува кај деца? Да. Ја бе паметен сум. Чекај, и не пробуваат да фейлнат. Зошто? Или сум паметен или не сум паметен. Зашто знае дека нема да успее, вика ова е глупости, не знам ја ова така, да. Нема да искочам паметен. И да, и сика нема паметен, бега да не се брукам и се откажува. А овие деца кај што си им кажал ти браво многу напорно работеше секоја чест, нели на крај уште му За викаш браво трудот. свака час за трудот. Вика јас сум тип на дете, човек што се труди. И вика ова се наградува труд. Зашто тие години колку можеш да разбираш, ти не сваќаш овие концепти, нема Да, ги бе, разбираш, да, ти ги нацрта некој. Ама кога некој преку такви манипулирачки работи, тие тригери знае како да ги притисне копчињата, ти вика браво многу се трудиш, ти кажеш, трудот значи се ги наградува. Тешко ми е, ама ќе пробам да го решам целиот тест, па макар и да го направам лош, да не знам, ама ќе бараш начини, лево, ќе виш десно пробај, па плюс ти со оваа формула. Дали ја памтам добро книгата и не само што не се откажувале, него и решавале ствари што се и над тоа ниво за кое делението кое што биле. Не се сеќавам, не. Као прогресивно се потешки тестови им имаат давано и толку не се откажуваат, као успеваат и тие, да. успеваат и као повисоки нивоа. Нешто такво беше. Дека ја читав ама одамна. Многу е важно да сватиме сите дека не fixed и growth mindset има. Да. Fixed mindset е многу си паметен. Fixed Тоа mindset е фиксирано, првата група со децата. Да. Growth е браво многу се трудиш. Да. Со преку труд или растеш, пробуваш. Затоа мора да сватиме Растечки дека mindset. менталната снага се гради, како све. Како физичката снага што се гради, како мускулите што растат, така и менталната снага се гради, само што ти не можеш физички да го видиш тоа кога се случува, али можеш кроз сет примери што ќе ги даеме понатаму, да сватиш и да дојдеш до реализација и свесност голема да има кога да кажеш еве го тоа. Значи бегајте од fixed mindset. Не сте вие тоа денес и крај, нема поправање. Јас сум слаб на трчање. Па слаб бев на трчање, па сега трчам. Голема работа. Трчај ќе биеш подобар. Тоа што го правиш, на тоа што го даваш фокусот, тоа се подобрува. Да. Ако ти кажам јас сега надвор, ајде да гледаме црвени коли, до крај на вечер ти само црвени коли ќе приметиш. Она со Pink Elephant што е за ебанција. Да, бе, да, знам. Don't think about pink elephant. Да, и само на тоа ќе мислиш. Значи, мозокот не разграничува дали е добро или не е добро. Ти ако му се фокусираш на тоа, Патърн, што ќе му даеш? Патърн. тачно. Сега што ние да е ги у- сватиме овие работи и да ги контролираме позитивно, да ги изманипулираме, нели, на позитивен смер. Чекај само да го воочам уште еднаш експериментот со децата, дека зборевме најлошите два збора таков сум. Не постои тоа. И експериментот, освен што го докажува разграничувањето на мајндсетот, нешто што бар јако ја читав книгата и после од подкасти ја имам гледано таа писателката, Да, да. као индиректен резултат на ова, што луѓето често не го гледаат, а е поважниот заклучок од експериментот, е што така докажавме дека ние култивиравме таков мајндсет. Да. Ние им го креиравме на децата. Они Тие не се деца свесни. беа сите исти неутрални. Да. Ние ги направивме едните фикс, а другите growth. И ако продолжиш да го reinforce тој начин Да на го храниш размислување, тој, да. после 20 години тоа прво оделенче ќе каже па ја таков сум. Баш. Добро утро, не си таков. Ај назад. И тука пак по милионити пат знаење за знаење е случај кога може да ти помогне да си свесно за себе да видите тоа. Така да јас само тоа ми текна на експериментот, ми текна на писателката дека сакаше да го каже овој заклучок, затоа те прекинав. Дека тој тип на мајндсет никој не се раѓа така. Тоа е култивирано, социо-економски, општествено, Локацијски. како и да е. Географски. Децата дури и она, мислам дека збореше
повеќе по дефолт се во growth mindset, као тој флоу, таа Сите деца креативата, сака да експериментираат. тоа гонење секогаш кон знаење, кон љубопитност, А они зошто ова вака? Да. Зошто врне? сите се со growth mindset, у ствари. За нивниот левел се тие прашања. Зошто има небо? Зошто има сонце? Али ако ајде достанеме прашање за Маре, и се ако Да. гасиш дете у старт, немам деца, али верувам дека е така. Абе, Е, Ама Не, многу не е заебана целата работа. работа, Глеј заебано. колку ќе си каеш, убаво мислиш дека правиш. Да. Еј, многу си паметен, леле, најболи направи. Креираш Кој инвалид, родител ќе си помисли дека направил белја? Тебе не го тепав, не го не вреѓаш. го псуев, не му реков дека не го бива, Го сакам дете. го сакам, убаво петка му ставив. Размисли малце, имај го ова на ум, Мгм. какви навики ствара и за да те вратам на што ти беше поинтата за вербата. Ако го знаеш ова, ако си во growth mindset, полесно ќе можеш да веруваш дека можеш. Дека можеш. Дека нели И таму ти дај со застан. процесот кажа сам прво што беше. Верба. Верба. Да веруваш дека можеш да го отпочнеш процесот. така. Оваа ситуација е процес на отклучување на таа заклучена врата што е фиксирана у главата. Верувај си дека таков. можеш да си Не си ментално таков. снажен. Да, можеш да се смениш. Има мал милион примери. Затоа е спортот преубава работа и за компарација е многу едноставна. Колку пати се распаднал некој атлет, а и многу добра компарација со оние високо, па сега, што сака секој спортскиот свет? Ништо не сака подобро од камбек. некој спортист. Да. Бил на врвот 5 години поред Паднал. и сега даве досадено, ај нека освои друг и малце почињаш да навијаш против него и он губи, па некој нов доаѓа и тој иде доле и каже ајде да видиме што си направен, дали ќе се вратиш? Дали ќе се вратиш? Дали ќе се вратиш? Тоа е потешко од да тргнеш горе, да паднеш, дали ќе станеш пак? Исто ти е Па и и тебе ментална се, не е физичка снага. Не е физичка. Тој физичка снага постигнал. да, Ментална врвот бил. снага сега ќе го врати. Некој друг физички посилен или скил или у моментот Да. го сакал повеќе, тој го победил, кој спорт и да не е важно. Што тие сега, другите дали у ти- Лейкерс не се физички снажни. Убаво што кажа за другите лекерс. Ме подсети. Мислиш што е на у тенисот најчест муаве? Што ми се вика? У топ 50 сите исто играат тенис, нема Џоковиќ подобар форхенд од некој бла Што бла. тој 50 не знае 25, тенис да 28. игра. 50 најдобри на планетата у професијата што прави Да. 50. Од 8 милиона, поново мислам 8 дека е светот. Тенисер, не милиард. Милиарди, извини. А. 8 милиарди луѓе има на светот. Да. Кој знае колку милиони тенисери има? Да. А АТП не знам до колку број, до 1000 и нешто, 2000, не појман. И се тој топ 50 на планетата во нешто што прави, топ 50 луѓе од 8 милиарди си. Ти како да не дека не знаеш, Што не си физички. што викаат, од 50 до 20 може би има некоја разлика да се примети. Топ 20 до топ 5 е друго ментално животно. Под топ 5 до топ 3 е друго ментално животно. Од 3, 2, 1 е многу различно. Кој си трет го бркаш, втор, кога си више, си тропаш на вратата да си прв и можно е да станеш оној пикот најдобар на планетата во нешто. Кога си прв па те бркаат. Да. И тука, затоа Џоковиќ е ментална грамада, го викам јас. А прв да си и да седиш И прв. да си у рекорд и у сите Која мажи, ментална жени, снага е тоа, човече, ти. да процесот го одржиш толку Да си долго. прв и да седиш да си прв и уште И да да си сакаш да прв, си прв и и да уште да сакаш. држиш фокус и ништо не ти пречи И уште и 300 милиарди и, и да се не имаш. кажеме за страничните, да не збориме за странични овие. У Тоа. коронава што се исподи? Корона, не можеше И да игра. ништо не го Австралија деконцентрира. не го прима, иде. Да. Апелација, поминува. Ајде, тренира 2 дена. Што? Назад. Па што направи кога те паше за? И тоа сега ќе ти каже, и сега он година дена го чува, и он што може да направи? Да им се знае бе таму, никад не доаѓам скапаници, вакви, такви, ови, оние, ваков, онаков, да им се изнавреѓа. Никад лош збор не кажал, никад нема И навредено. сите ќе го поддржаа. Да, управо. Да, 100% управо. Он Ти си можеше жртвата. кога да, оправдана жртва е Да, тој момент. ти си Вистинска стварно жртва си. Стварно е жртва. Да. И цел свет знае дека он жртва. Да. И освен сега тие што не го сакаат, нема везе, али објективно гледано е жртва, покрај тоа што ја го сакам, него објективно е глупости. Да бе, да. Најздравиот човек е можеби на светот
Да, И сега бе. ти тој не вакциниран ги ти шири тебе, тама вакцинирани го ширеле. Многу нелогичности не навлагам. Ама ноле. Ноле, година дена покасно, го осваја. И што се случи? Кој мадафака, човече. Кога ја виде мајка му у публика, крах, емотивно, све излезе тука. Се расеа целиот на сите страни. Али одма се врати, ама нема врска, тоа уште поголема снага покажува ментално. Да. Значи држи, трпи, играј, трпи. Ти знаеш кој за колку му било него главата, ако победам, па ваков говор, па онаков, па леле, па шо ќе... Кој знае колку Како е тоа не го тешко? деконцентрира, човече? Не знам. Каква ментална грамада е тоа, човеч? Не можам да сватам. Јас секад сум се чудел, како... Он е ултимативниот пример за како еден човек од што предавал мечеви за повреди, станува некој бог на мајндот, на ментал тафнесот. Ти со Федерер игра на Вимболдон, 20.000 луѓе викаат Роджер, Да. меч поен за Федерер, таа вака пред публиката, ме уште еден. Се смешка знам. Врао, пуп. Немаше ни еден брейк не му зема. 7-6 го тепаш. А Роже кога зимаше сетот го полудуваше 6-3-6. И пак и не е фер победи. Резултатот кажува, нема фер, нема. Ама ни еден брейк. Шо други Within the карактеристики rules, се тоа е. на- И сега он од кога отишол, гледа до каде стигнал, сега го збориме за најменталнак. Чекор 2, шо е у твоја контрола? А, Дали сега може се навраќаме на оние Значи ова се некои пракси. Све е ова тесно поврзано со ова што го зборевме, со мотивацијата, со навиките, со процесите, со мајндсетот. Аха. Јас мислам дека ова напишаново тука е еден стремеж и односно ова ментал тафнес, ментална снага е стремеж кон оној warriors mindset, нели, најакиот. Да, да. Е, Па тоа е еден вид на ментална снага. најак човек што ги Да, бара верзија. silver linings и убави Да. на у све. Сега, што е од твоја контрола? Колку работи со тоа? Овие 5 фактори за здравје, зашто го тупиме и избориме за спиење, јадење, конектирање со луѓе? Ти ми имаш тренинг. една вежба кажано. Да. Што може да се прави? Овој еден ММА бораш, Дастин Пориер, баш на еден подкаст раскажуваше дека порано имал многу проблем со anxiety пред меч, пред борба. Аха. Леле како тренира овој, дали поише тренирав, дали доволно истренирав едно друго и гледал некој спортски психолог и психологов му рекол нацрта еден круг, земи еден лист и нацрта еден круг. И напиши све во тој круг што е вистински во твоја контрола. Например, дали ќе заврне, не е. Дали е спремен другиот борец, не е од твоја контрола, тоа е Да. у негова контрола. Ти немаш тука ништо. Рингот ваков бил, публиката тоа рекла. Пјукале, пива фрлале, не, песната на вокаутот, бла бла бла. Е За- шо е? Запиши Ете ги, ти. вика, ти сите тие работи, ама надвор од кругот. И тој круг тебе те штити, уствари, ти дава една ментална слика, чистина, дека уствари све ова се дистракции. Ти дава еден singular Ете го фокус. фокусот. Се враќаме тука, ова е супер вежба. Кругот го црташ и внатре шо пишеш? Тренинг, исхрана, истегање, ја може да си Јадам наброи. ли, вежбам ли, спијам ли, Како вежбам, како јадам, како спијам, добар ли бев со Како се мајка ми, опоравувам, добар ли бев со жена со ми, жената и со детето, дома, си спонашав пријатели. ли ваму, толку. ете ги и relationships. Да. А уствари шо имаш ти у контрола е главата твоја само. Да. Утре може да ги изгубиш нозете, не дај Боже. Може раката да ја изгубиш. Ќе се деси нешто, не дај Боже, све бива. Ако единствено не се разболиш некаков таков тип на неуро болест, Аха. тип на деменција или Добре. некои такви работи, кај што тебе ти го заразува мозокот и тие когнитивни вредности ги губиш на рамнотежа, на говор, Аха. на такви работи, кај што не можеш да размислуваш и слично, само у тој случај немаш контрола и више. А, си да, готов. да. Добро, е- за тоа клинички стварно немаш контрола. Единствениот Автономност. кога тоа немаш контрола, Да. тогаш не дај Боже пак е надворешен фактор врз кој пак немаш контрола. Да. Парадоксално. Шахмат. Уствари, еве го Стивен Хокингс, така се викаше овој со Хокинг. Хокинг. Филм што Физичарот. што доби Оскар дечко што го глумеш. Значи многу рано му установија него болеста на колеж кога беше. Филмот предобар е, стварно премногу добар. И дали што му имаше станато со прстот и така колку книги има напишано. Само прза, само со едно прсте. Едно прсте, копче и мозокот негов. Толку. Да. Толку. Тачпад, еден миниатурен тачпад. И преку него како клика искача оној компјутерскиот Има джос монитор глас. и на Да. мониторот има
како веќе одбрани изрази Аха, така ги бира. и он со поинтерче, маус, само одбира со кое да почне и после тоа тука имаш и Што language може да model каже? и гради реченици. Да. Ништо така. Главата полна информации за универзум и светови, физики и чуда. И он е хепи. Он е го интервјуираат како Не сум видел, не знам да ти кажам, ама да. Да, бе, што тоа е. Он што моја личи контрола. дека е разлеан целиот, Тоа е тоа е моја друго. контрола, Се е скроз болесно, ама он вистински како се осеќа у главата, мислам дека е среќен. Да, он има задржано позитив мајндсет, позитив аутлук на животот, дури би рекол и ментална снага. Тоа е тоа. Значи, само мозокот, Затоа што се односно фокусира на умот, што е во моја контрола. ете така, и се колку изговори има он реално. Сите на овој свет. Сите залиха изговори, Да, бе. магацин изговори може да земе ако сака. Ама не. 4-5 книги човек со еден прст и овако ме и напише. тоа рандом, но нема направено нешто па да се разболи. Даде, Тоа е буквално еден од оние Тој избор примери на животот. кога Исто природата, така, тоа е тоа. што е у твоја контрола? У твоја контрола е да, ова јас го применувам често, може би несвесно, ќе дам и пример Майкл Фелпс како го прави, јас како го применувам во реалниот живот, у секојдневиот. Не само кога визуализира некој нешто, нели спортистите, и ти знаеш и си голем пропонент на тоа, Аха. на визуализација. Не само успешна трка да визуализираш, не само како го креваш медалот. Со Нино, нели навлеговте малце он кога зборевме таа епизода Хардкор менталитет, кога вика јас од станување до идење у ВЦ, до јадење, до заби, до иди, до излегување од сала, до сите можни сценарија што по може да пат. се случат. Да, тоа го правил Майкл Фелпс со неговиот тренер, Бауман мислам се вика, каде што сите можни сценарија на овој свет што може да се десат на она Олимпијада 8 злата која освои, со Аха. Чавич која беа за стотинка тука, за Мацуки му го земеше. И се има десено едно сценаријат. Он буквално визуализира како победува. Не е сега, уствари, што е поентата, но не е визуализацијата на негативното, дека лошо ќе ти се случи, него како ти го преовладуваш лошото, како го победуваш во таа визуализација. Ти се дешава обстикл, пречка, и како ти во таа визуализација, пример, тргаш на трка пливање. Фелпс го земавме за пример. Како он скока и од блокот му се исклизува едната нога. И иницијалниот скок не му е доволно добар. Како се вадили на очарата Со или тоа? Google со наочарата е уствари тоа што му се деси. Он визуализира прво скока, му се излизгува едната нога од блокот, нели треба скокнат до базен. Така. Ти клиза и сега на една не е доволно добро пославо. Тера. Окретот не го прави доволно добро, тука технички ти не знам како е пливање. Последен е, после првиот скок не е прв или слично. Визуализира на при влезот како му се вади на очарата у вода, како му се пунат да. очите со вода и он не може да гледа. И тоа акшели му се дешава на некој од медали оној шпиц кога го бркаше со бркчињата 7 злата, Да. на 8. Ама чекај маце, чекај. Декова ја не знам дали го практикувам. Ја ќе го визуализирам негативното сценарио, ама ти викаш да го победиш. визуализирај како ти се случува и што правиш да го Да. преминеш. Да го поминеш. Тоа да го извизуализираш. Да. Победата врз пречката да ја визуализираш. И он има За кој ќе се визуализирано, деси, имаш сценарио. он спремно. седи и си мисли, ќе ми падне на очарата, што правам тогаш? Еве, Тоа, ми тоа и паѓа. тоа Да. правам. И доаѓа и стварно му се дешава. Му се дешава како пливаат они. Имав и многу добар другар што на маленко рекордот го бутна Мартин Стефановски. Вика ние пливаме на бројат 1-2 на strokes. Да бе, да, 2-3. Колку strokes повеќе ќе направи без да земе воздух? Аха. Зашто самото на Да, спринт пливање губиш Добро. дел од нешто и се тоа многу менја тој детал, не знам, ама Добро. така ми го има раскажувано. И вика буквално он број strokes и знае колку замави краул на пример му треба за Фелпс да го направи окретот. И он вика шо Без прави? гледање. Без гледање. Знае дека право е таа лентата, нема кај да бега. И се он му се кинат на очарите, му се превртуваат, му се пунат со вода Да. и вика окей, веќе вижен. 11. 1, Бам, 2, бам, 3, после 11-тиот на памет не гледа, се врти, пуп, таму е зидот, бум, се одбива, таката, што 12-13, завршува трката, прв злато осваја. Брутално.
ова е во твоја контрола. Да замислиш негативно сценарио и како ти го преовладуваш, односно го победуваш, го поминуваш успешно тоа негативно сценарио. Затоа што мозокот не може да препознае фикција од реалност. Ти, например, у сон, кога сонуваш како трчаш, како се будиш со забрзано срце, задишнаш или да капаѓаш и си устрав целиот. Значи, срцето бие, чука побрзо. Да, без со самата мисла можеш да ги се будиш испотен некојаш, а лежиш. Да. Како е возможно да спиеш? Да. Значи, телото не разликува реалност од фикција. И затоа е добро кога си во оваа ситуација да го замислиш како го поминуваш. Кога се деси, кој вика они put the tape in. И што викаш и ти правиш така Јас во банални работи во животот се практикуваш. Да, ќе возам. Не знам од кои причини, мислам дека брзам, на пример. Имам 2 сата и 10 минути од по сабајлешните тренинзи до попладневните. Ја како побрзо да стигнам дома, за да имам повеќе време, се одморам малце пред да се вратам, глупости некои 2 минути разлика ќе Да. направат. Ама што може да се деси? Ја тука сега си како возам, нека стварно ќе се убрзам, ќе ми засвири кола, ќе закочам и кажам: "Ало, дебилу, шо правиш? Дали си нормален?" Кај? За себе си викаш, сам не на не, сам на човекот. себе. Да. Кај брзаш идиоту, сам на себе си викам. Значи, јас сум крив у ситуација. Ја брзам да се пикнам, да има една семафор кај крст од лево, 2 сата му треба црв зелен да супер. И ја од предната лента обично нема никој, се пали тој. Друга. Да. Каде кретену, каде, викам, што ти нади? Се замисли, викам, ај сообраќајка да направи. Застани, ајде увид, полиција. Ти што брзаш за 2 минути, ќе го изгубиш цел одмор и нервози. И возиш и го мислиш тоа. Го мислам ова и сообраќајка. како одам, бум, па полицијата, па кој ќе викне полиција, јас или он. Па и друже, па јас знам дека сум крив у ситуацијата. Ќе ми каже, абе, ти ми влезе мене, па може да се дере, може да настани посериозна ситуација, може ќе направиш ти поголема белја. И јас сите тие работи у глава ги ставам и дури не го осетам чувството дека стварно се десило. И кога ќе го осетам, она негативно, знаеш, ја више кога го викам тоа, ало кретену, кај брзаш, више успорувам избор. Види, ја Да, ова целава вежба е 1 секунда. Да, ја не возам 200 да се разбереме. да. Значи ја од 50 на 65 сум кренал за да го поминам да влезам и тука застани врат се на 50. Кај Да, не е ова 10 Да. минути И сега, медитација. Тела секунда. Али ова више сум ја успорени. Дур го размишлям, ај сега замисли, викам да, ај за полиција, ај да дојде, и сега што правим, и глупо, ај сега јави се на жената и те удриле. Па брзаш каде, па... Викам, седи мирен, нигде не брзаш, вози само полека и се стигаш дома и шо, си стигнал у 1 и 2 минути место 12:59. Разбираш, нема ништо нема смена тие 3 минути на автопат кога влета луѓе со 170, а е 130 дозволено. Колку ти е 40-50 на сат ќе донесе повеќе? 15 минути? И чекај, Цената е голема. Која карактеристика е таа? Ова е Во твоја контрола е да визуализираш негативни, негативни, не се негативни, обстикал Па е. тоа е ментална снага, ти кажам. Колку луѓе свесно избегнуваат било каква неубава работа. Неки ни да помисли на тоа. Не ми ни збори тоа, да не се деси. Да. И ова е баш ствари Што убав ако се пример деси? за да ја прошириме дефиницијата и разбирањето за ментална снага. И тоа е ментална И снага. тоа е дел од менталната снага е тоа. право се стварно. Следно нешто што треба да научиме е кои ни се тригерите. Што е тоа што те кошка, што те прави, значи пак се враќаме на оние од пред 2000 години нагони што ги имаме. Милиони. Милиони, колку и да се, не знам. Па и пред 2000 гаранти истото. Пишете у коментар колку сте. Не враѓате, не ги читам. Значи, секоја дистракција, што е тригер? Тригер е дека може да ти изедат. И ти све живо и диво иде fight or flight. Ама што се случува она моментот на симпатетик и парасимпатетик нервous systems. Да. И се ти кога си управив си cool light она неку собраќај ајде бе мајмуне зелено зебали стотинка не помина тоа жуто е уште нема на кај зелено. И сега ти кажам нешто било што да те навредам, наеднаш ќе почнеш да се ќе се исправиш прво, ќе ти дојде една нервоза, ќе се озбилиш целиот. Ја може да те заебавам, да те лажам, нема врска, разбираш, глупост.
Ама самата реакција, тоа не сме ние криви што ни се случува, едноставно тоа е вграден механизам од пред милион години, што едноставно ете го денеска сите тие хормони што ги осеќаме и тие глупости и оној fight or flight се заслужени пред милион години. Си има нека Тогаш еволутивна тогаш требало да преживееш, тогаш било битно да знаеш дали не ти било битно дали малина или капина е повкусно, јадење. Што е отровно? Да. Ако го изамова дали ќе умрам или не, тоа те интересирало. А не што вкус се, ми се свиѓа, мене, ова... Не бе, бате. Селективни, обични, битните работи. Дали ќе ме отруват, дали ќе останам жив. Толку. Значи, толку, нема ништо повеќе од тоа. Исто така многу важна работа, под број 4, да го убиеш критичарот во глава што ти. Kill the critic. Ова негде кај беше некоја друга епизода. Можно е за... Се надоврзуваме, бе, рековме, најавивме Ништо страшно, многу од само ствари, сега ги се подобјастваме малку. испреплетени, да. Значи, гласот у глава, што сите го имаме, негде го осознаваш после известно време, е критичар. А зашто сега ќе? Па ладно е надвор, па не трча, чекај, застани малце, па чекај, нема. Јади си седмица шубо, ќе ми малце допаминчето, па базенот, знаеш, лесно е тука. На критичарот има една работа во животот, тоа е да критикува. Кажува што не чини и ништо не допридонесува за да се подобри целата ситуација, каква и да е. Ајде да го направиме критичарот да биде место критичар да биде коуч, да биде тренер. Што прави тренерот? Ти ги согледува слабите страни и не те суди со кире епизодата што прават они. Гледам ја што ти фали и како да го подобриме. Што викам, ти фали лева нога, лева, му фали шпица завршница. На тренерот единствената работа му е да те подобри, да твоите слабости ги направи во твои јаки страни. Затоа ајде во глава што не критикува тоа гласчето, знаеш што ти збори цело време, прост пример, не се пријавив, ама ќе се, веројатно дори да излезе епизода, сум више пријавен за маратон. Early bird се early пријавување, многу early. Скопски е тек во октомври. Отворени се пријави. Што сега се пријавам на цел маратон, 42.100 и колку, 75, 95, 65, не знам. Прошла недела, ајде да почнеме да трчаме, знаеш, и Марте, дај не се заебава, ако сакаш да се пријавиме, луѓе од сала што договараме. Ајде вторник, па ќе врне вторник. Добра е у четврток. За Ладо е време нешто тапа е она. Ај наредна недела, нема одлагање. Договорено. Се договоривме за вторникот. Ова кој ќе излезе кој знае кој вторник било, ова нема веќе. Се договараме за снимаме ние четврток, пред 2 дена се дешава. Ајде, ќе многу дувало ветар, 200 на саат, со точак тој доаѓал тој Вања на Кајсала, што ни го направи логото дечкото. Вика, иде брат со точак, ме дигаше од точак ветарот, вика. Корнеш. Викам, брат, секој пат имаме нешто, вика. Доставиш. Денес дува, у вторникот прошли врнеше, наредниот ладно било, задниот бран на зимата, не знам, ми ти реков, ми рече, не викам. Не ми интересира. Жешко ќе биде. Да, после ќе биде топло. Не ми интересира, и да врни да вее. Крај. Тоа е тоа. Идеме, облечи дуксер, стај капа. И бевме капа зимска, шушкавец со капулјача, како ескимоње, како Кени од Саут Парк, целиот очите ми се гледа само, шорц доле, патики за трчање. И како го направи бе човек, критичарот, тренер да ти стане? Сигурен сум мен куп луѓе, са тоа ќе ги интересира. Awareness. Број 1, почни, значи види. Јас што прашам да. Сите претходни сите ствари претходни што ги кажа, мора за примени ги, така. Сега ќе ти кажам под број 5 е тој, последно е. Нема го тупам више. После критичарот иде да бараш можности за подобрување. Значи, сега ќе ги поминеме сите. Верба дека може, значи тоа е чекор број 1. Верувам дека можам да сум ментално силен, ментална снага да изградам. Свесност. Свесно, да, свесно детектирам, не сум таков сум. Што е моја контрола? Што е моја контрола? Така. Фокусот и препарацијата. Припремата што ти ја правиш. Значи, се фокусирам на маратонот, се спремам преку трчања милиарда пати. Не, ветеров. Не, што да му правам?
Да. Свесен сум Ако дека тоа е чекам целта. совршени услови, никад нема да трчам. Подброј 3, научи што те тангира, што те вади од колосек, значи Аха. што те вади од flow state, што те вади да те извади од колосек, знаеш, научи го тоа дека е врежан систем во нашата Да. глава од пред милион години. Препознае го, осте Препознае. го, него, да. Кој ќе ти засвири некој, ќе ти дојде тоа. Да. И сега што вика Виктор Франкл, 100 пати сме каже. Between reaction, between response and како беше, ја знаеш ти во Да. Така е. измеѓу измеѓу тригерот и реакцијата има еден мал простор. Има простор кој решаваш. Тој простор е кај што решаваш да ова е тригер, што бла бла Што бла, да биде реакцијата. хормоните ми ги дига, fight or flight, не. И една добра метода за ова, не ја кажав, заборавив, paradigm shift. Тоа е да ја смениш перспективата, ама сите сме добри да ја смениме перспективата отпосле. Сега да ти се изнавикам нешто сме се изнервирал и утре ми е криво. Извини бе, не требаше. Така глуп, у моментот бев нервозен. Знаеш, многу битно, у моментот бев нервозен. А и кога си у моментот нервозен, препознај го тоа. Еве ти уште една работа. И многу е важно да имаме перспектива во моментот. Сега како да ја креираме? Зашто ви кажат диши длабоко, не се нервирај, диши. Ако ти кажа, Си ги даеш тие ако ти неколку кажам јас секунди. не се нервирај, во историјата на светот, на секој што му е кажал не се нервирај, дупло си има изнервиран. Да. Не се нервирај, ти ли ќе ми кажеш бе, не. Да. Застани и диши. И сега што правиме со тоа? Се има една, се оддалечуваме од дејството. Значи еве го моментот. 5, 10 x длабок воздух преку стомак. Времето реакција. Да. 5 пати. И сега си дал 7, 8, 10, 15 секунди. Каква таква има перспектива? Вреди ли ова за 5 години, ќе ми биде ли битно дали ја му дам 5 минути денес? Премногу ме нервира, знам, ова е зашто што бла пред милион години. Не вреди. Добро. И сега тука ова е некој метод на како ти да го направиш тоа. Следно е убиго-критичарот, гласчето у глава, Да, тоа беше моветот. што те дрнка цело време. Како го менјаш критичарот преку овие, да. Ствариве. Ова е во наша контрола, на ние вака можеме да размислуваме. Пробај, нема ништо да изгубиш. Пробај, позитивно кажи си, значи ние сме тоа што си го збориш, тоа го збориш. Еве, многу важна работа со критичарот е што never whine, never complain, never make excuses. Аха. Он ти ги дава сите изговори во книгата. Сите, ладно е. Топло е, Да. врне, снег, бла, ќе те болат колената, ама вежбаше са бајле, ама 32 имаш, зашто се маратон, што будала си ти, гледа овој што му се... Не, јас сакам маратон да истрчам и на правилен начин ќе пробам да го изведам тоа, преку програм, што ќе овако. И сега задњето е да бараш можност за подобрување. Тука имам напишано јас learning zone, односно, пред тоа има баре можности за подобрување. Threshold. Зашто е кросфитот добар? Зашто е една фитнес методологија и фитнес програма што е многу убаво и луѓе имаат, условно кажано, брз резултат. Јас многу брзо гледам како некој напредува од почетник и не може еден круг да истрча со 5 чучњеви, до за месец дена ни за Пута 10. Пута 10 и повеќе. Да. Имам еден човек у сала што кога дојде мислев дека овој или ќе се откаже за 2 дена или не знам нешто, ќе умре на тренинг. Пуши 2 кутии цигари, пие, меф, ова. Нула спремен. Ај ќе одиме 2 круга. Застани. Добар си? Можеш? Супер. Може да чучнеме седни стани? Може. Ајде. Добро. Човече, денес 10 пати по 200 метара со 15 чучњеви, 10 склекови, 5 тоустубар, 20 минути вежба. 10 пати по 200. А што е со прагот, трешхолд? Трешхолд е оноа што е доволно тешко за да те натера малце да свесно се вложиш и да напредуваш, а не е премногу лесно да го крузаш така ти лававо, као на круз контрол. Зашо ја и ти не сме Формула 1 возачи? Колку време возиш кола? Зашо не си кар рейсер? Колку време? Што е разликата измеѓу тебе и Иџе? Што е овој што се трка беше на подкаст? Иџе. Иџе свесно намерно се трка за да биде подобар тркач. Напредува тоа. Во трешхолд е.
Време брка, ај за секунда да подобрам. Знаеш, Брка каде да напредува, тачно, ги бара патиштот. тачно, А да. ти е гајле тука до дома на круз контрол. Него ни мислиш На тоа педали која мислиш, на стиска. тоа мислиш, да. Затоа е кросфит добар што секој тренинг оне, ако си приметил на Garmin од зоните, зона 1, зона 2, зона 2, четвртата се вика threshold. Да, тоа е прагот. Тука е Секата. и сакаме најмногу таа да сме кога сме 15 до 20 минути вежба, 15 до 20 минути што можеш Таму поиш од си четвртата направи. да си. Тука се напредува најмногу и најбрзо. И затоа е добар. Practice doesn't make perfect, practice makes permanent. За секогаш. Преведеш. Вежбањето не прави да бидеме practice makes perfect, знаеш слушањето. Да, не, ја го знам, ама Тренингот те прави совршен. Невозможно е да си совршен. Невозможно е секогаш да погодуваш. Ќе промашиш еднаш. Да. Не е возможно. Најдобрите на светот не се совршени. Ама низ процесот на кој ти сакаш да станеш совршен, толку се усовршуваш, не си совршен, ама се усовршуваш да тие прави промашувања ги минимализираш перманентен, на консистентен. најмалце што можеш. И си перманентен тука, Да. затоа што цело време идеш кон тоа, иташ кон тоа, сакаш да си совршен и Да. тренингот нема крај, нема те прави перманентно да си у фокусот, у процесот добар. И се ова е најбитно, како да си можностите за подобрување у threshold. Има learning zone се вика. Сега, comfort зона, learning зона, кај што можеш да научиш, кај што е threshold, Мгм. и кај што е survival, кај што е више екстрем. Комфорт зона што е у ресторанти го промашиле, не знам, си нарачал Кока-кола, ти донеле Кока-кола со лимон внатре, ти стајал тој. Не си Добро. не кеш Кока-кола со лимон и тој е стајал у чашата, не си го изел лимонот. Сега и на ова ако не можеш да одговориш, значи си mentally weak. Аха. Значи ова е basic level, тука добро сгрешил голема работа, се напиш. Второто е learning. Тука е thresholdот. Спремаш детето са бајле на школа, му даваш да јаде, истурило млекото, пукнало, некој тантрум се десил, сокот те испрскал лом, ти на работа треба да облечеш со бела кошула облечен тука, ти си истура кафе, нешто се не се кајки, Добро. имаш 20 минути до работа, ептен си кнап со време, како ќе изреагираш у тој момент? Ти се дешава тоа, треба детето на школа да го однесеш, па ти идеш на работа, ќе закаснеш 200%. Палиш чоп и сега тука е она од мали возрасти кога децата ги Добро. направиле growth mode да не се fixed, тоест ги направиле Да. fixed не growth. И тука таа реакција кај што ти можеш да научиш, тешко е да не си изнавикаш, нервозен си. Саш да кажеш, таа ситуација... Мене ми се деси оваа ситуација не со дете, со жена ми. Можеш да одбереш да го искористиш како прилика за учење. Да. Тоа сакаш да Еве кажеш. приликата. Нервозен сум, Јасно. зошто ми истори ке каснава. Мене ми се деси тоа и понеделникот излезе епизодата со мајндсетот. Гледам со жена ми вика и изборам јас. Треба свесно у тој момент да браво, а у петокот Да. што направи? Да. Викам човече, дали ти се верува дека у тој момент премногу пробував, многу тешка недела имав, напорна, од јутра до сутра бев, цела недела. И беше петок. И 5 дена и наредните 2 дена знаев дека ќе немам слободно време да си поседам. Аха. Роден ден ми беше па ваму, па овој, па овој. И што избувна нешто И на негде? агенда бев. На другар дете му се роди. Ја вечера требаше да идам да излеземе со жена ми за роден денов мој. Идам, ми вика дојди на Мекици, брат, те молам, не можеш да не доеш. Идам, викам чекај на Мекици, сум прва па. И што се И деси? викам на агенда, и за нервоза имав. И јас свесно тој момент се облекувам. И не успеав да се смирам. И земав и си изнавикав. Тоа е случката. Ја отпосле имав, Јасно. се вратив и реков, извини, ти ми организираш да идеме роден ден да славам. И Јасно, сите те ништо јасно, лошо јасно. не мислиш, ти не си криваш, јас сум имал тешка недела, Да, бе, што ми е напорно и набиена агенда, ама пак ти си изнавика, викам извини, ама ја многу брзо сваќаш. Сега многу е важно да овој процес е never ending. Ето. Јас и ти не сме експерти ово, јас ти Да, пробуваме да го примениме. Ма затоа го порекаме пракса. Пракса. Ке го Животна практикуваш, пракса. Ево, јас сум го кажувам ова на наш да. подкаст. Препознаја таа ситуација и Јас нареден пат грешив, јас кажи си, заебав работа. еве прилика да научам. Да. 5 Знаеш колку пати пробав во моментот и дишев. И знаеш зашто ти се дешава ова, немој не се нервирај, не се нервирај. Престани ова. И come fuck it. All hell breaks loose. Така да
Тоа е тоа. И сега исто mental toughness со трчањето. Излеговме, трчавме и го почнавме процесот. Не ме интересира мене утре какво ќе биде времето. Ние трчаме, момци, тоа е, се фативме за орото народски кажано. Тргнал возот. Тоа е тоа. А што ти е И третата зона? најголемата, Три зони како да имаше. извини, леле, да. Ова е learning zone ствари. Така? Моја грешка, се извинувам. Survival е, ова е више Survival. Океј. дека кад тату животот ќе се деси срање. Да. Ќе спиеш, од 3 сабајле ќе ти се јават на некој нешто му се случило близок твој или сега целава ова mental toughness не припрема за кој ќе дојде тој момент. Кој знае колку е тешко, не знам, не дај Боже, имаш рак, ќе умреш, овој ќе умре, оној ќе близок човек се разболел, се случува. Не дај Боже. Али ова е тој кај што е више малце ригорозен дел, кај што стварно многу треба да си ментално силен, да не отстапиш и да кажеш, добро, не дај Боже имаш рак, што е следно? What now? Сваќам. Тогаш таа добро. Која ментална стаза е? снага, Која фаза е? бар ќе ти даде повеќе опции за Што понатак? превземање. Леле, имам сега, ќе умрам, ќе умреш без разлика, човек, нема бегање од тоа, сите ќе умреме еден ден. Да, некој порано, некој покасно. Дали убаво тоа? Не, јеби ga, тоа е животот. Ама, ако се деси, ако се откажеш, ќе умреш. Ако не се откажеш, ќе умреш Малце регарлес, покасно, може би малце покасно. Ама зошто да не си ја даеш шанса дека end резултатот ќе биде? Зошто да не го прологираш тоа малце поеш? И кон тоа се стремиме која е таа не дај Боже сега јеби ga таа задња зона, али таму е најтешко. Тоа е онаа црвена зона у спортот кај што не можеш да збориш и тука не е threshold зона за напредок, него таа зона не поиш од минута не е убаво да седиш. Survival. Буквално е survival зона. Зашто е ова многу битно? Што најголемата адаптација се случува меѓу ушите. Што е тоа? Ке каже Лепорон се е психа. Да, У главата. така. И тоа е тоа, затоа е тоа mental toughness, не е толеранција на болка, не е физичка, не. Зашто ние што ќе зацртаме, тоа е тоа. Најголемата адаптација се случува меѓу ушите. Знаеш, наприся го поврза мојот дел со мотивација, нели ја на крај реков имам стремеш да не ми треба мотивација. Да. И звучи како mental toughness, како ментална снага, практикување на работите што те прават ментално снажен, да ти прават да си да си во тој стат, во тој стейт, да не ти треба мотивација. Тој мајндсет си, да. Јас сум приметил Некако така ги поврза, кога сум свегаш. се спремал за такмичења 2 пати на ден. И среда, ја више имам 6 сесии направено. У среда, разбираш? Да. Понеделник по план, понеделник јадеш, спиеш, ова нема 11 легноња, све, by the book. И си кажам, што не е ова толку тешко, што толку претерувало. Иде такмичење, завршува како што завршува, не е важно. Не ладено, ужива, јади, пи, пуши цигари, ако сакаш, не делава, еби си мајката, што сакаш, прави светиот дозволи. Искаче, прави, пусти. Проја таа недела. Ше една недела голема работа. Нема такмичење уште лесно. 4 месеца. Уште една недела. Ќе почнам со групата еднаш на ден, да не се воспалувам многу, критичарот еве го. Прошол месец. И друг човек си, човече. Психички си. Знаеш што е мислата по 7 месец? Како сум се такмичал ја уште, Да? пичко. Како може да сум го мислел тоа дека тоа е лесно, најтешка работа на светот. Се чудам, кој беше тој што идеше и тренираше? И не, реално, колку е спремен тоа, ми е страв да го погледнам тој тип. Немогуче, исто ја. Еден месец, 2-3 недели, толку треба. Се враќаш у рутината. Па добро, реално лесно. Шта е? Или недели ќе просеш и готово, да. Да, пазиш, не голема работа. Ќе се деси нешто ќе ти изведат колосек, не е лесно. Затоа најбитната работа на овој свет е континуитет. Конзистентноста, тоа е. Не ден, 2, 5 години. Вреп ап. Толку имав јас. Ја многу ми се свигаше, научив некои ствари, Исто, кажам. со базенчето. Ке ја заокружиме, фала ви уште еднаш на сите, се гледаме наредна недела. Заокружуваме со тоа дека Том има добар дуксер, заборив да те Молим, немој ве молам. We can end here. Молим. Тоа е тоа, Coming дечки. soon. Се гледаме. Поздрав, чао. Чао.